Хаос во македонската дипломатија во клучни моменти за нашата држава. И покрај тоа што 27 дипломатско-конзуларни представништва на земјава низ светот веќе подолго време немаат амбасадори, председателот Пендаровски најави дека ќе се затвораат најмалку 4 амбасади, вклучително и таа во Бразилија, што е единствена на целиот јужноамерикански континент. Постои една анализа која се нарача веднаш и побарав од Министерството за надворешни работи и веднаш што дојдов за председател да ми дадат функционална анализа како работи генерално нашата дипломатско-конзуларна мрежа. Тоа го добив. Таму има предлог за затворање на 4, петата е под знак прашање, 4 амбасади минимум, каде што ние немаме голем резон да останеме со дипломатско присуство. Значи, тоа се држави во кои прво нема реципроцитет, например, тие нас не покриваат од друга држава, нема резидентен амбасадор во Скопје, понатаму немаме диаспора. Нема наши граѓани во поголем обем кои треба да бидат сервисирани од кај нас, и она што е најважно денеска во дипломатијата, таа економска компонента, немаме економска или трговска соработка од значаен обем која би побарувала поголем став, поголем персонал кој може тоа да го олеснува или да го овозможува. Така што во таа смисла и некои од нашите амбасадори веќе се на пат за дома. Конкретно амбасадорот Боцевски од Бразилија. Алфа го праша Министерството за надворешни работи која е директната причина за ваквата хаотична состојба во круцијални моменти. Зошто се уште немаме амбасадори во повеќе земји? Која е причината поради која престанува да постои единственото дипломатско-конзуларно представништво на Македонија на целиот јужноамерикански континент? На крај, каде би требало македонците од цел јужноамерикански континент да стапат во контакт со официјални представници на својата матична земја? До почетокот на овие вести, оттаму се уште нема одговор. Инаку во експертските кругови ова се толкува како апсолутен пораз на македонската дипломатија со особен акцент на затворањето на амбасадата во Бразилија. Вака коментираат познавачите, се затвора пристап до пазар со 450 милиони жители.